Почитуван македонски народе, почитувани амбасадори, почитуван колега Крмов, не знаејќи ја својата вредност, овие овде, одродениве, денес ќе гласаат за уште едно велепредавство. А своевремено Винстон Черчил во негде во 50-тите години ќе каже вака, цитирам: "Целата историја на Европа е поврзана со Македонија. Европа ја подели Македонија во 1913 година за време на Првата светска војна. Најголемите битки се водени на македонска територија. Правени се обиди за асимилација на македонците, за среќа безуспешни. На крај македонците создадоа своја држава во рамки на Југославија, но таквата причина ја исплаши Грција, па направи екзодус над македонците. Македонците се потомци на Филип и Александар и имаат право на своја држава, но се плашам дека нивната пребогата историја во иднина ќе им донесе преголеми проблеми кои ќе ги наметнат Бугарија и Грција, затоа што имаат страф од постоењето на Македонија и македонците." Затворен цитат. Тоа го предочил Винстон Черчил уште во 50-тите години. И последен пат ве опоменувам да се вразумите. Дали сте убедени дека со заклучоците кои ќе ги изгласате денес, дека ќе смените нешто во преговарачката рамка или во протоколот? Дали мислите дека Бугарија ќе ги смени цврстите ставови, дека македонскиот јазик е бугарски дијалект, дека сме фалсификувале историја, дека македонизмот е политичка теза, измислица, дека нема македонско малцинство? Ако сте спремни за сите овие предавства да ги направите не само кон народот во државата, туку и кон малцинството во Бугарија, гласете слободно, но сметам дека тогаш сте стварно политички неискусни и по не знам кој пат изманипулирани од вашите луѓе во вашата партија. Исто вака беа изманипулирани колегите од минатиот мандат за името. Па до ден денес ми се јавуваат и ми кажуваат дека се искористени и фрлени. Тоа е вашата судбина, да бидете искористени и фрлени на буниште каде што заслужувате да бидете, над зидот на срамот и во иднина од својата сенка ќе се платите. Од денес не сте свесни дека почнува вашиот пекол, а кој ќе преживее, ќе раскажува и еден ден ќе ме застанете и ќе речете во право беше Жаклина. И така, изгубени во времето, барајќи го семето, се изгубија самите себе овие неразбрани трговци. Кој е на ножот, колеги?